Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. 4.500 тони отпад исчистени од скопските улици. 60 часа по почетокот на акцијата. Работеле 2500 лица и повеќе од 100 возила. Ако ги погледнете домаќинствата и кантите кои што со месеци чекаат да бидат испразнети, повеќе тие грди слики се променети со нова реалност. Алију не стравува од најавената реконструкција. Владеачките партии бараат промени во опозицијските редови. Во петок почнува расправата за буџетот за 2026-та. Опозицијата веќе критикува дека со него се продлабочува кризата. Власта тврди дека е развоен, а економијата стабилна. За една недела уништени 37 тони небезбедна храна. АХВ спречи производи со поминат рок и без декларации да стасаат на трпезите. Лавров подготвен за средба со Рубио. Супер тајфун на Филипините. Земјотрес во Јапонија. Што стои во извештајот на Европската комисија во делот на економијата, како да се подобрат перформансите и кои реформи се неопходни, каква е структурата на буџетот за 2026-та. По тема на денот правиме анализа со универзитетскиот професор Борче Треновски. Останете со нас, почнува Дневник. Повеќе од 4.500 тони ѓубре се исчистени и транспортирани до Дрисла во рокот 60 часа. Ова е досега познатиот биланс од големата акција за чистење на главниот град што ја спроведува градоначалникот Ѓоргиевски. Во акцијата биле вклучени над 2500 лица и повеќе од 100 возила, а градоначалникот оценува дека ветувањето е исполнето и дека градот е видливо почист. Чистењето продолжува со секојдневно миење на улиците, мостовите и спомениците, а Ѓоргиевски најави и ригорозни казни за несовисните граѓани и фирми кои неправилно го фрлаат отпадот. Габриела Лескова. 4.500 тони ѓубре депонирани во Дрисла, повеќе од 100 возила и 2500 луѓе. Ваков е исходот од досегашната акција на Ѓоргиевски. На неколку часа пред истече рокот да го исчисти цел град, новиот градоначалник веќе е задоволен од резултатите. За Сител вели дека градот е уреден, а ветувањето исполнето. Над 4.500 тони досега се собрани и транспортирани до Дрисла. За изминативе негде околу 60 на часа до сега, или споредбено тоа е 4 до 4,5 пати повеќе со било кој викенд колку што се собирало во минатото на територија на градот Скопје. Над 2500 луѓе на кои што сум исклучително благодарен се вклучија во оваа активност. Сител и денеска направи обиколка. Специализираните возила оперираа низ скопските улици. Најголемиот дел од контейнерите се празни. Веќе нема отпад ниту надвор од нив. Вчера вечер надлежните служби работеа многу интензивно на чистење на секој дел од плоштадот Македонија. Акцијата продолжува и денес со навистина поинтензивно темпо. Меѓутоа рокот кој што Ѓоргиевски сам си го постави за чисто и уредно Скопје истекува вечерва во 20 часот и 30 минути. Граѓаните велат дека акцијата е успешна, но бараат да се продолжи со ова темпо. Чисија. Што сега е убаво ако се држи така. Треба ли службите да продолжат да чистат со вакво темпо? Нормално. Да, сега моментално мириза на шампон. Гледате ли некоја разлика од акцијава неколку дена? Мислам дека се испразнат. Ако денес ги погледнете контейнерите во цело Скопје, ако ги погледнете домаќинствата и кантите кои што со месеци чекаат да бидат испразнети, повеќе тие грди слики се променети со нова реалност, односно има ред, има континуитет и тој континуитет што е најважно ќе продолжи во наредниот период. Плоштадот не беше испран години наназад. Веќе плоштадот е чист како никогаш досега. Градскиот парк не бил вака среден, искосен и во функција на граѓаните како што е денес. Кејот исто така. Оние вештачки направени острови внатре во речното корито веќе се минато и тој континуитет ќе продолжи понатаму. Оперативниот план на град Скопје предвидува празнење на контейнерите еднаш дневно. Ѓоргиевски најави менување на истиот, но и ригорозни казни за оние кои фрлаат отпад таму каде што не предвидува законот. Ќе се направи проценка и попис на сите правни субјекти во градот Скопје кои што во минатото ги користеле контейнерите кои што се околу зградите кај што живеат граѓаните, да секој правен субјект, тоа се кафеаните, тоа се одредени кафулиња и така натаму,
секој си има сопствен континер и од истиот се прибира отпадот. На тој начин дополнително ќе влијаеме на редот, така што према потребите ќе го адаптираме и нашиот план за во перспектива. Градоначалникот апелираше свеста кај граѓаните да биде на највисоко ниво, бидејќи во изминатиот период биле пишани околу 40 казни. Најави дека миењето и перењето на улиците ќе прераснат во секојдневна пракса на службите. Габриела Лескова, Сител телевизија. Министерот за здравство вели дека ќе се извршува функцијата се додека премиерот не одлучи поинаку, коментирајќи ги најавите за реконструкција на владата. Додека Мицковски го подготвува новиот состав на кабинетот, партиите од власта очекуваат оставки и кадровски промени во опозицијата. Од Вреди и Дуи пристигнуваат меѓусебни обвинувања. Едните велат и обвинуваат и бараат реформи, другите велат дека доаѓа крај на едно политичко поглавје, додека двете партии најавуваат своји конгреси до крајот на годината. Јас ке си ја работам својата работа се додека сум министер, а премиерот е тој кој што одлучува кој ќе седи во неговиот кабинет. Министерот за здравство во интервју за Радио Слободна Европа вели дека не е оптоварен со најавите за реконструкција на владата. Имајќи во предвид дека не зависи од мене, ние имаме инфраструктура, имаме политичка влада, имаме премиер кој што одлучува за реконструкција на владата и тоа зависи од профилот на секој министер. Ценам дека после анализата на профилите и на процесите кои што се завршени и се во тек, ќе треба владата и во овој случај премиерот да одлуча за таа реконструкција. Јас како министер си терам со моите процеси и обврски се додека сум министер во оваа институција. И додека премиерот ја планира реконструкцијата, партиите од власта чекаат оставки. Оставката на Филипче е неизбежна, доколку партијата сака и понатамо политички да екзистира. Во СДС имаат чесни и трудолюбиви активисти, но не можат да дојдат до израз поради Филипче, неговиот ментор Заев и политиките што ги водат со кои го доведоа СДС во овој стадиум. Македонскиот политички систем има потреба од опозиција со интегритет и визија. Затоа СДС мора конечно да се ослободи од прангите на Филипче и Заев. Оставки Ново Дуи очекуваат и Вреди, коментирајќи дека со стари кадри не се креираат нови политики. Блерин Беџети се прогласува за реформа, додека Бујар Османи зборува за рекалибрирање како да заборавиле албанците кои се тие што ја претворија државата во сопственост на една клика. Ова не е реформа, тоа е политички состав на мртва партија. Дуи се поглавието што албанците го затворија со гласање, се вели во партиското соопштение. Дуи веќе најави свој конгрес пред крајот на годинава на кој ќе се носат одлуки по катастрофата на локалните избори. Конгрес на почетокот на декември ќе одржи ВМРО-ДПМН, по кој веројатно ќе се знае и како ќе изгледа новиот кабинет на Мицковски. Александар Спасовски, Сител телевизија. Следната недела почнува собраниската расправа за предлог буџетот за 2026. Тежок рекордни 6,7 милиарди евра. Предлогот предвидува 7% повеќе пари за плати и речиси 10% повеќе за пензии, но и буџетскиот дефицит ќе биде предвиден на 600 милиони евра. Од СДСМ вела дека буџетот не нуди реални решенија за растечките трошоци и дека владата ја продлабочува кризата, додека од ВМРО-ДПМН возвраќа дека економијата е стабилна и дека граѓаните потврдиле довербата во нивните политики. Следната недела почнува собраниската расправа за предлог буџетот за 2026. Документот ќе се најде пред пратениците во Комисијата за финансирање и буџет во петок. До утре пак може да се поднесуваат амандмани. Според предлогот, државната каса до година ќе тежи рекордни 6,7 милиарди евра. Планот на владата е да потроши околу 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милиарди евра, што ќе резултира со буџетски дефицит од околу 600 милиони евра. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Во буџетот предвидени се 7% повеќе пари за плати и околу 9,7% повеќе пари за пензии. Ова според опозицијата не е доволно. Од СДСМ вела дека цените неконтролирано растат, а платите и пензиите не го следат растот на трошоците за живот.
Во новиот буџет за 2026 година не е предвидено зголемување на минималната плата на 500 евра, ниту мерки за намалување на цените. Тоа почитувани значи дека цела следна година граѓаните и работниците може да очекуваат уште поскап живот, а владата нема да преземе ништо. Сега е јасно, на ВМРО ДПМН и одговара граѓаните да живеат се полошо. Ова е стратегија за ослабнување на нивната економска моќ, за ширење очај и разочараност. Целта е да ги обесхрабрат граѓаните и работниците да бараат подобри плати и приходи, да ги прифатат политиките на ниски стандарди и ефтина работна сила. Од ВМРО ДПМН им вратија, доколку граѓаните беа на вистина незадоволни од работата на ВМРО ДПМН, немаше да и дадат толкава и убедлива поддршка на локалните избори. Тоа е најасната порака од народот дека има доверба во политиките кои носат резултати. Како може токму партијата која со години го оштетуваше државниот буџет за лични и партиски интереси, денес да држи пресконференции за подобар животен стандард и економија? Колку е иронично што СДС зборува за инфлација, кога токму во нивно време државата се соочи со двоцифрена инфлација и економска нестабилност. Комисиската расправа за буџетот трае 10 дена, од кои најмногу 4 дена за општ претрес и 6 дена за амандмани. Потоа владата ги вградува измените во буџетот со кои се согласила и го враќа назад во собранието каде продолжува на пленарна седница. Таа според најавите од председателот на собранието Гаши се очекува да се одржи на 9 декември. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, мој гостин, професорот Борче Треновски. Добро вечер, ви благодарам што сте дел од дневникот на Сител. Ви благодарам на поканата. Ќе почнам со темата околу извештајот на Европската унија, кој беше објавен изминатата недела во, да речем, клучните сектори во кои беше посочено дека се потребни забрзани реформи, беа и повеќе области економски. Кои според вас сектори се тие и каде треба да го фокусираме нашето внимание, што да следиме, како ќе се спроведува и како ќе се реформира во следниот период? Најпред пред да почнеме со дискусијата, јас да кажам дека ќе се обидам да дискутирам не толку во термините на Европска унија, ограничено, умерено, ваков направо. Након него сакам да фатиме суштината на извештајот, односно да видиме што можеме да извлечеме во контекст на препораки, политики и што имаме направено до сега, како оценет нашиот напредок. Мора да кажеме дека голем дел од областите за кои дискутираме и веќе во вашето студио ги имаме дискутирано. И поврзани со фискалниот дел, и неформалната економија, и мерките на владата за цените и така натаму и така натаму. Меѓутоа еве да пробаме една структура да дадеме извештајот, посебно во економскиот дел кој е исклучително клучен да се продискутира во оваа насока. Најпрви дека го погледнеме економскиот дел може да видиме во делот на колку сме ние подготвени за влез во односно кон таа функционална пазарна економија. Тука имаме некаде добра подготвеност, меѓутоа ограничен напредокот кој го имаме во изминатиот период, така е лоциран. Во делот на конкуренцијата и дали сме подготвени за конкуренцијата на пазарот на Европска унија, тука пак имаме определено придвижување, скромно, и сме умерено подготвени. Не сме добро подготвени. Умерено подготвени сме и во делот за јавните набавки, и во делот за статистиката, умерено подготвени сме и во делот за јавната финансиска контрола и фискалниот дел и така натаму. Така да тоа значи дека ограничен е напредокот, меѓутоа умерена е подготвеност. Најгенерално, ако сакаме попластично да го објасниме, тоа значи дека голем дел од инфраструктурата во овие области е поставена. Можеби дел од клучните закони се донесени, меѓутоа недостасуваат подзаконски акти и дефинитивно недостасува дел на имплементација на терен од овие политики, мерки за управување во голем дел од економските сектори. Што е она најважно на кое би се фокусирали, кој се извлекува од извештајот, може понатаму ќе можеме да го продискутираме. Првиот дел е директно насочен јасно образложува економската средина поврзана со економскиот раст и цените, кај што генерално имаме некоја добра елаборација дека растот е умерен, се забрзал во изминатиот период, дека е внимателна монетарната политика и дека цените сепак се лепливи, односно треба да се биде внимателен во однос на инфлацијата. Вториот дел силно ни е поврзан со фискалната политика. Тука имаме голем дел од забелешките се насочени токму во тој дел. И тука е насочено и кон делот на реализацијата на капиталните инвестиции, во делот на одложување на консолидацијата, иако имаме консолидација, мало одложување во однос на неа, и во делот на јавните расходи, и во делот на јавните приходи, колку се ефикасни и како може да се направат и така натаму. Третиот дел ни е веќе насочен кон бизнис заедницата и средината, климата која се насочува. Тука е спомната и неформалната економија, спомната и правната регулатива и така натаму. Значи спомната е бизнис заедницата и во некоја форма на кој начин тој сектор може да се подобри. Понатаму е спомнат пазарот на труд, образованието,
пред се средното стручно образование, на крај спомната инфраструктурата, дека потребно е поголема инвестиции во инфраструктурата, во кои инфраструктурни објекти, зошто каснат определени инфраструктурни проекти, иако е ветено дека ќе се исполнат, и на крај се завршува некаде од оние економска серија на реформи, односно теми за кои би дискутирале јавната финансиска контрола, односно ревизијата внатрешна, надворешна, односно мониторингот на целиот јавен систем. Ќе се обидам неколку барем најважни од овие области да продискутираме во овој разговор. Ќе почнам со тоа каква слика дава извештајот во делот на економското управување, планирањето и извршувањето. Ова е најклучен дел на почетокот и таму ги сумира најчесто сите предизвици со кои се соочува нашата економија, односно нашата економска сфера. И таму почнува најпрвиот делот, односно фокусот е насочен кон одложувањето на имплементацијата на пример на законот за буџети. И тоа е од насока што законот за буџети е системски закон кој е поврзан со голем дел други сектори. Поврзан е со транспарентноста на буџетот, поврзан е со среднорочното планирање, поврзан е со ефикасноста на јавните расходи, индивидуален мониторинг, поврзан е дел со прибирањето на приходи, некои ограничувања, па има дури дел мали кои ги засега локалните самоуправи. Така да тој системски закон, самото негово одложување по дефолт покажува дека тоа мора во иднина да се реши и е поврзан. Вториот дел во тоа управување ни е поврзан, да не забораваме, со тој закон е поврзан и дигиталниот систем ИФМИС и некои други системи кои мора да се воспостават на терен за да имаме ефикасно управување. Вториот дел како управување е насочен кон делот со капитални инвестиции кој е исклучително важен за нашата. И тука се спомнува единицата за управување со капитални инвестиции. Владата ја најави долго време. Се зборува за таа единица подолг период. Законот е донесен, меѓутоа се уште нејзината имплементација, спроведување на терен подзаконски акти недостасува. Таа треба да ги следи, мониторира и да го зголеми ефикасноста на реализација на капиталните инвестиции кои сега се ниски. Понатаму е спомнат еден дел кој е поврзан со инфраструктурата, со користењето на средства од меѓународните финансиски институции. Значаен дел е поврзан и со неформалната економија. Можеме да спомнеме понатаму, односно имаме важечка стратегија, акцијскиот план се уште не е апдейтиран и не се спроведува доволно. Значи, поставени се, ви реков, патиштата каде треба да се движи, меѓутоа реализацијата е прилично скромна во таа насока и целото управување. Понатаму се спомнува јавната финансиска контрола, како што спомнав, законот за Државниот завод за ревизија во собрание оставен, за внатрешна ревизија има потреба од поголемо напредување и така натаму. Така да во секој случај потребни се структурни промени во контекст на управувањето воопшто со економските параметри. Каква е, професор, општата фискална слика што произлегува од извештајот и како се оценува насоката на фискалната политика спроведувана во овој период? Видите, фискалната политика, имајќи ги превид препораките во овој извештај се поклопуваат, реков, со голем дел од нашите дискусии, меѓутоа и со најголем дел од препораките од Светска банка и од Меѓународниот монетарен фонд. Тие одат во иста насока. Бараат поголема фискална консолидација. Тоа е поврзано понатаму и со задолжувањето и капацитетот на нашата економија да го враќа, не да го враќа кредитот, него да води оптимални економски политики. И тука е спомнато за доцнат, иако е намален буџетскиот дефицит оваа година, 2026 во буџетот. 2025 е тој прилично, односно е повисок, малку од планираното, меѓутоа кажува дека е закаснета таа фискална консолидација, односно дека истата треба да се насочи, гледате ги допира во извештајот сите клучни точки поврзани со фискалната политика. На една страна објаснува дека јавните приходи мора да се прошират, да се зголеми наплатата, да се исполни ветувањето на Министерството на финансии, министерката го спомна, дигитализација на управата за јавни приходи, вработување повеќе кадар во управата за јавни приходи, зголемување на ефикасноста на нејзината наплата. Значи, одма е насочено на страната на приходите. Понатаму спомнува дека дел од ослободувањата не се отстранети. Требаше да се намалат ослободувањата низ даноците кои предизвикуваат и лесна евазија и помалку наплата на даноци. Понатаму е спомнато на страната на јавните расходи, дека мониторинг системот за јавните расходи време е да се дојде до систем на перформансија, односно мерење на учинокот и резултатите по тие јавни расходи. Каде се распределени, пред се голем фокус е ставен на структурата на јавните расходи. Пензии, плати, тековни расходи, наведено дека 2024 имаме 9% зголемување на тековните расходи, а 17% намалување на капиталните расходи со последниот ребаланс. Значи евидентирани се и приходите и расходите и е спомната одржливост, односно јавниот долг, кој збомнуваат дека 2024 дошол до кај 62%, имавме благо намалување во меѓувреме, меѓутоа објаснуваат дека е потребно на среден рок преку буџетскиот дефицит и политики да се внимава на висината на тој јавен долг, затоа што може да предизвика голем број последици. Ја споменавте неколку пати до сега неформалната економија и тоа што е потребно да се направи во овој дел. Што вели извештајот во делот на деловната клима и справувањето со неформалната економија и условите за работење на домашните компании и странските компании? Бизнис климата е едно од клучните делови. Интересно е тука е, иако сме умерено подготвени, утврдено дека има определен напредок во овој дел во извештајот. Она што е најважно првично кој го се фокусира точно на она што го спомнавте за неформалната економија. Ова го имаме дискутирано и повеќе пати. Таму стои некоја цифра од 38% од бруто домашниот производ. Нашите пресметки покажуваат дека е 27%. Последни во нашата земја
Академски, бројки се сериозни. академски, меѓутоа тоа е 1/3, замислете, од целата економија. Замислете, тоа е некаде нашата проценка е дека ако се намали таа неформална економија, нека за 1% поен ќе се зголеми растот. Ако е 3 може да стане 4 или 4,5, што покажува колку е таа значање. Тие кажуваат дека има определена стратегија, меѓутоа се уште не се видливи напорите, односно не се акцискиот план и неговата операционализација се уште не е доволно видлива. И таа треба да биде значајно затоа што ги намалува и приходите во буџетот, ја намалува и конкуренцијата, влија на деловната клима, на довербата во јавните институции, на бизнис секторот и така натаму. Значи, ја девалвира бизнис климата во значаен дел и ги намалува приходите, односно силината на буџетот од друга страна. Втората работа е насочена кон она што ни е добро познато, е правната сигурност. Честите промени на регулативата, судските одлуги, неказнивост и така натаму, затоа што ние добро знаеме дека неизвестноста и неправедноста, односно е главен убиец на инвестиционата активност. И тука може и на странските инвестиции приливот, меѓутоа и на домашната активност лесно може да ги ограничи и да направи проблем. Значи се фокусира на правниот дел, се фокусира и на администрацијата и на институциите кои треба да бидат во сервис на бизнис секторот, меѓутоа овие два сектори се од особено значајни. Уште еден дел да не го заборавам, а тоа е поврзан со бизнис климата и поврзано е со мерките. Да, често сме разговарале си вие овде за мерките кои државата ги презема кога цените растат, кога се соочуваме со повисока инфлација. Како извештајот ја коментира или ја опишува улогата на државните мерки врз пазарите и врз цените, како што се ограничувањето на маржи и на цени? Па видите, нема директна, има некоја индиректна блага критика, нема директно соочување со овие мерки, меѓутоа објаснуваат еден дел. Тој тврди дека имаат краткорочен ефект овие мерки, дека со тие мерки се направило дисторзија и несигурност на пазарот. Односно со воведување, па повторно укинување, па пак воведување, па дел вербално заканување кој би сектор, вие правите стимулации и на инфлацијата, и на цените, и на несигурноста која постои. Ево оваа година гледате се инфлацијата, ако споредиме со претходната имавме замрзнати цени. Веднаш имате вие дисторзија во како да кажеме перцепцијата на определени бројки кои ги имаме. Тој кажува краткорочни се мерките, пожелно е такви мерки да се отстрануваат, затоа што најголем дел од развиените земји водат системски мерки, не возат привремени административни закани и уште едно нагласува дека многу ограничена контролата на тие мерки. Значи и Агенцијата за заштита на конкуренцијата, меѓутоа и мерките за заштита на помошта и поддршката која се дава на различните сектори од државата, нема регистри и недоволно организиран. Значи точно не знаеме каде даваме, колку даваме и кој како го користи. Тој дел мора се зајакне. Што вели извештајот во делот на пазарот на трудот? Ние знаеме со какви предизвици се соочуваме, какви се насоките, што може тука да направиме за да го подобриме? Пазарот на труд е една од точките кај што се објаснува дека имаме намалување на невработеност и имаме зголемување на вработеност. Значи има некој позитивен тренд на движење на пазарот на труд и покрај глобалните нарушувања и така натаму, дека беа зголемени приходите, платите и така натаму, значи имаме некој позитивно приложување, меѓутоа се објаснува дека дури имаме зголемување на активноста, односно имаме повеќе активно население, имаме помала невработеност, меѓутоа во контекст на младачката невработеност е некаде околу 29%, што е исклучително висока, значи вработеноста кај младите треба да се работи и голем дел фокус е ставен на дисмеч, односно несовпаѓање на образовниот процес и на профилите кои се нуат со побарувачката на пазарот на труд. Кажано е дека има напредок во средното стручно образование и така натаму. Тоа е особено корисно и дигитализацијата има определен напредок и го пофалуваат тој дел, меѓутоа во делот на доволна поврзаност на образованието и потребите на пазарот на труд имаме сериозен јас. Ќе се прифрлам на една друга актуелна тема. За во петок е веќе закажана комисиската расправа за буџетот за 2026 година. Како ја оценувате генералната структура на овој документ? Видите, со години неколку прашања проверуваат на секој донесување на буџетот, тоа дали тоа е развоен, каква е неговата структура и така натаму. Кога ќе ја видиме структурата во изминатите 2 декади на нашиот буџет, јасно е дека се повеќе имаме процентуално зголемување на делот на социјалните и тековите расходи, се повеќе намалување на делот на капиталните расходи кои треба да нудат раст. Дури во големата криза имавме една анализа која направивме која покажа дека целови од сите земји од регионот, не само нашата земја, не само Македонија, ги зголемиле тековите расходи, субвенции, плати, пензии во времето на кризите и енергетска и ковид, додека прозападните европски земји, Германија, Франција ги зголемиле капиталните расходи, дигитализација, зелена енергија и така натаму. Чи тие создавале основа за раст, ние сме гледале да го изгасиме пожарот што постои на терен. Така да и сега кога го погледнете, претходната година имавме мало намалување, ако гледате во однос на изминатите 15 години трендот. На тековите расходи сега ние имаме повторно зголемување. Значи самата структура на буџетот е доминантно
на социјалните плати, односно имате дел за плати, придонеси и така натаму, имате стоки и услуги, имате социјален дел кој е прилично значаен и има значајно зголемување, имате околу 10% капитални инвестиции. Повторно тврдиме, растот, односно капиталните инвестиции се клучни за стапката на раст, а тековните расходи пред се во услови на кризи, кога сакате да го забрзате растот, тие успоруваат динамиката на промени и дискрецијата која возможува буџетот. Ајде ќе започнам со приходната страна. Колку се реални проекциите во овој дел, особено за растот на дануците и придонесите? Има ли простор државата да ја зајакне приходната база преку подобра наплата, борбата со сивата економија за која што зборувавме, или пошироки некои структурни реформи кои може да се направат? Видите, приходната страна е клучна. Најпрви на она што го спомнавме на почетокот, каков е буџетот. Буџетот не се бројките. Ние често ги спомнуваме 6 милиарди, 6,1 милиарди се дефицитот е, не знам, 683 милиони евра и така натаму. Пред се за оваа година, меѓутоа буџетот се политиките. Вие со политики на страната на приходите влијаете и на бизнис климата, влијаете и на субјектите, и на економисти, и на нивните очекувања. Исто и со страната на расходите. Че вие може да соберете една сума на средства на страната на приходите, меѓутоа ако така се направени структурата на даноци, на даночно ослободување, вие можете да направите дисторзија во системот и таа да не влијае поволно на бизнис климат. Значи следната година да го инхибирате растот. Значи мора особено внимателно да се влијае на страната на приходите и таа е една од клучните која беше спомната во извештајот. Во делот на одоночување, глобалниот данок, еве имаме донесено закон за глобален данок, подзаконските акти не се донесени, меѓутоа се уште имаме простор за проширување на даночната база. Се уште имаме значаен простор на намалување на ослободувањата кои ги имаме во нашата кај нашите приходи. Се уште имаме значаен простор на зајакнување на управата на јавни приходи, на ефикасноста на прибирање. Верувајте, се уште голем дел на човечки ресурси фалат во управата за јавни приходи, тие треба да се зајакнат, да се дигитализира, истата да се зголема инспекцијските служби на терен. И така натаму, така да приходната страна треба сериозни промени, тука и неформалната економија е на приходната страна. Самото намалување, регулирање на истата неформална економија би придонесла да се зголеми, зборуваме за значајна сума на средства, значи една четвртина, еве третина од буџетот, значи дополнителни значајни приходи ќе се соберат во буџетот, меѓутоа тие се системски промени кои треба да ги направат Министерството за финансии, управата за јавни приходи, Министерството за труд и социјала и сите други институции и владата. Тоа треба да биде приоритетно на што го спомнавме приходната страна. Особено е важно да спомнеме еден дел, пошто приходната е врзана со расходната. Имавме едно истражување кое покажа на 1 денар вложен во приходи, зголемени приходи, прибрани, ние зголемуваме за 1,2 расходите. Че ние не се раздолжуваме, него ние уште повеќе ги зголемуваме расходите. Имаме една таква тенденција. Значи и тој дел треба да се внимава како се примени, како се евидентирани и оние кои не се оданочени, не се влезени во системот да ги стимулираме да влезат. Ајде за расходната страна и оваа година, како што рековте, таа е доминирана од трошењата за плати, за пензии, за други социјални трансфери, административни трошоци. Како ја оценувате ефикасноста на оваа структура и дали државата добива вистинска вредност за парите кои ги троши? Ова е вистинско прашање, едно од клучните прашања што е веќе време да се отвори, дали добиваме вистинска вредност за парите и нашите расходи. Се уште сме на нивото толку расходи за ова, меѓутоа ако ефектот е минимален, сумата на расходи не е важна. Може да биде мала, може да биде висока, нас не е важен ефектот. Ако има ефект, тогаш веќе сумата на расходи е оправдана и така натаму, така да тоа е особено важен дел. Сега ме прашавте, овој годишен буџет има значајни зголемување во делот на социјалните трансфери. Пред се социјалните трансфери некаде проценката е 6,7% зголемување во однос на лани, кај пензиите имаме некаде 10% зголемување, значи голем дел од овие тековни трансфери, односно тековни расходи се зголемили. Многу интересен капиталниот дел, односно капиталните инвестиции кои се процените на некаде околу 600-700 милиони, околу 600 милиони евра и се некаде блиски до дефицитот кој е 3,5% од бруто домашниот производ, и тие се клучните расходи кои треба да се функционира, односно да се фокусираме. На едната страна треба расходната страна, предлогот е да се рационализира колку што е можно делот за стоки, услуги, плати и така натаму, односно тоа е веќе административна реформа. Кога зборуваме за бројки, ние зборуваме за реформи. Административна реформа, реформа на реализацијата на јавните набавки и така натаму, се тоа влијае на расходната страна и на лимитите кои ги имаме, и тие мора паралелно да се прават со буџетот, да се постават определени лимити, да се зајакне таа контрола. Тука се спомнавме платите и пензиите, треба да видиме кој е тој капацитет. Веќе сме до границите
на буџетот за зголемување, ако не се зголеми бруто домашниот производ и нашата економија, и тука се капиталните расходи за кои би рекол дека се клучната алка и за кои треба да се фокусира клучните напори за зголемување ефикасноста на нивната. Како да се зголемат тие капитални расходи, затоа што ние секогаш ги проектираме многу повисоко од тоа што успеваме да ги реализираме на крајот од годината. Па видите, капиталните расходи и оваа година, последната година гледате дека имате блага реализација, некаде скромна, на половина реализација. Изминатите години кога гледате тие не поминуваат реализација од 500-600 милиони евра некаде. Значи се на границата на ова планирање. Проблемот е што континуирано се редуцира нивното. Најпрвин мора да се помне, често го спомнуваме, планот за капитални инвестиции, да видиме кои се тие приоритети, кои се тие капитални инвестиции, да ги видиме дали сите имаат техничка документација, подготвени проекти, да ги отвориме деловите за јавни набавки, деловите за планирање, имплементационите единици, единицата за капитални инвестиции мора да почне да функционира. Видите, ова е сериозна работа. Со капиталните инвестиции ние со години каскаме назад. Меѓутоа рековме, тоа е тест на секоја единица и на секој систем. Од планирањето до имплементаторот на терен, од јавните набавки до правосудството кој треба да решава. Замислете, еден судски спор може 2 години да одложи јавна инвестиција. Тоа мора да се направи. Сега и општините се вклучија во приказната со средствата кои ги добија. Таму мора директно да се помогне затоа што и тие треба според изјавите на министерката да ги подобрат и да ја зголемат на платата, да се тој бизнис циклус да се зголеми. Од бизнис циклусот, економијата преку капиталните инвестиции треба да влие на приходите во приходната страна да бидат зголемени. Ако не го направиме тоа, ние ќе бидеме во специфична ситуација. И клучен непријател може да кажем, предпоставувам, не го спомнавме долгот. Да. Сакав за задолжувањето, само кратко да спомнеме, пошто ми се поврза со капиталните инвестиции. Кога имате зголемување на задолжувањето, како што имаме сега, нашата проценка, она што се гледа од буџетот е некаде околу 2 милиарди. Од прилика ќе треба да се задолжиме. Значи 1,32 2 милиарди имаме констранство задолжување планирано и околу 500 и нешто 600 милиони ќе треба да се задолжиме дома следната година. Имаме обврзница која е околу 900 милиони евра и други долгови ќе доспеат. Имаме домашни долгови и така натаму. Видите, долговите го инхибираат потенцијалот за раст. Затоа викаме ние цело време предупредувавме. Имаме потенцијал за задолжување на нашата економија. И тој некаде беше проценат од 50 до 55%. Истражувањата глобални покажуваат дека земја како нашата мала, кога ќе го надмине долгот кој е оптимален, и треба дупло повеќе време за да го намали тој долг. Значи ние ако ни требаше 7 години, 8 да го направиме овој долг до кој додовме до 60% и 62, ќе ни треба 10 години да се вратиме на природ. Не можеме веднаш да го намалиме. Затоа што имате, гледате, тековни трансфери 90% од буџетот. Каде сега од една страна треба да се задолжите да се раздолжите, бараат консолидација меѓународните институции, од друга страна сакате капитални инвестиции и раст. Тековните расходи, плати, пензии, стоки и услуги тешко ги намалувате, вие притискате на делот на капиталните инвестиции. Затоа тврдат големиот долг и намалува продуктивните инвестиции, зголемува каматната стапка на кредитите кои се земаат, мора да се задолжи државата дома може да притисне на домашната каматна стапка, така да јавниот долг е сериозна работа на која треба да имаме предвид. Видете, 2 милиарди се некаде колку најголемите два даночни приходи, односно едниот е трет, не е втор, ДДВ заедно со данокот на добивка кој се планира да се зголемат некаде од, не знам, од 7-8 до 14% данокот на добивка, се некаде околу 2 милиарди. Замислите, сите треба ги дадете за да се раздолжите, односно поврзани се со задолжувањето. Задолжувањето е една од работите на кои мораме ние значајно да се фокусираме во следниот период, затоа што ќе дојдеме во ситуација да мора да менуваме политики, да штедиме, да скратуваме социјални делови и така натаму. Тоа е непопуларно и за тоа е потребно ефикасно собирање на приходите, тука имаме огромен потенцијал, ефикасно зголемување на трошењето на средствата кои ги имаме. Професор Борче Треновски, ви благодарам за оваа анализа во дневникот. Мислам дека опативме и скенирањето на досегашната состојба, но и проекциите за во иднина и планирањето на нашите пари за следната година. Ви благодарам. Ви благодарам јас. За една недела уништени 37 тони небезбедна храна. АХВ спречи производи со поминат рок и без декларации да стасаат на трпезите. Лавров подготвен за средба со Рубио. Супер тајфун на Филипините. Земјотрес во Јапонија. Храна со поминат рок и месо без декларации не стигнаа до потрошувачите. Агенцијата за храна и ветеринарство заплени 37 тони небезбедна храна. Производите се уништени, а операторот доби времена забрана за работа и парична казна. Вонредни контроли беа спроведени и во месарници и угостителски објекти каде беа утврдени неправилности. Графи и леќа со поминат рок и плескавици без декларации не стигнаа до потрошувачите. При вонредна контрола Агенцијата за храна и ветеринарство заплени 37 тони небезбедна храна и спречи да заврши на полиците во продавниците.
АХВ уништи јаткасти плодови, зрнести и мешункасти производи и разни зачини, чија безбедност за употреба била истечена од 1 до 2 години. Операторот добил времена забрана за работа, но и парична казна. Од зрнести производи најмногу има граф и леќа. Од зачините кои што се најдени на лице место имаме црвен пипер, бибер, киноа. Од јаткавците производи имаме ореви, лешници и бадеми. Глоба на операторот со храна е пишена од 3500 евра во денарска противнедност. Времена забрана е дадена за вршење на дејност зависно се кај сите оператори, во зависност од неусогласеностите и недостатоците кои што ги имал за да ги отстрани. Освен гравот, зачините и оревите, Агенцијата за храна и ветеринарство заплени и нештетно уништи 130 килограми на подготовки од месо како плескавици, ќофтиња и кебапи, кои биле небезбедни за потрошувачите. АКВ спроведе водени контроли и кај други оператори со храна, месарници, ресторани, сендвичарници, маркети, зашто заради утврдени недоследности, нерегистрирани оператори со храна во Агенцијата за храна и ветеринарство, не спроведени задолжителни обуки на вработените за безбедност на храната, пуштање во промет на небезбедна храна и слично, на операторите со храна и на нивните одговорни лица им се изречени парични казни, но и времени забрани за вршење на дејност. Издадени беа и наредби за отстранување на утврдените недостатоци со контролите, а зетакнатата небезбедна храна беше нештетно уништена. Контролите на АХВ биле спроведени неделава кај повеќе оператори со храна. Сања Димитровска, Сител телевизија. СДСМ продолжува да тврди дека министерот за земјоделство е вмешан или знаел за злоупотребите во платежната агенција, за кои изминатата недела беа уапсени 5 лица. Последниот аргумент кој го користа денеска за потврда на ова нивно тврдење е тоа што меѓу осомничените е и поранешна советничка на министерот за земјоделство. Големиот корупцијски скандал во ИПАРТ агенцијата добива пошироки размери. Освен што е загрозена помошта од 128 милиони евра од Европската Унија, денеска откриваме и информации кои се доставени до нас за директни врски со највисоките структури во Министерството за земјоделство. Меѓу 5 осомничени во случајот се наоѓа и Јасмина Костадинова. Таа е поранешна посебна советничка на Цветан Трипуновски, назначена токму во моментот кога тој ја превзема функцијата дополнителен заменик министер за земјоделство. Денес соработничката на Трифуновски е вработена во Министерство за земјоделство за финансиски прашања во Управата за водостопанство. Од тоа произлегува јасно прашање: како може министерот Трипуновски да тврди дека нема никаква врска во случајот? Русија и САД го продолжуваат